Вториот дел од денешнава емисија го посветуваме на разговор на одлична тема за одлична вест, која ги израдува многу тетовци. Верувам дека цело Тетово се радуваше што фудбалскиот клуб Тетекс го обезбеди својот опстанок во втората лига. Со мене утрово се тренерот на ФК Тетекс Ивица Јовановски и фудбалерот на ФК Тетекс кој го постигна решавачкиот гол што ги одржа во втората лига Игор Савевски. Пред се добро утро и за двајцата, добре дојдовте во нашата емисија. Честитки пред се за обезбедениот опстанок. Навистина ми е мило, верувам дека на цело Тетово му е мило што конечно по толку тешка година Тетекс останува во втората лига. Ќе започнеме, Игор, најпрво со тебе. Ти го даде решавачкиот гол, но интересен податок е што го даде и првиот гол за првата победа, односно против Вардар Неготино и потоцна и последниот гол, решавачкиот гол против Металург. Како се чувствуваш после сето ова? Па се пред се, добро утро на Ултра телевизија. Фала на поканата што не повикавте. Па сега чувството добро сега, јас сум пред се, повозрасен више, имам 34 години. Сепак чувството, така се погоди, баш тој гол со Вардар Неготино, кој не остави во игра, за да се такмичиме во таа втора лига, што ни буквално ни даде живот, не врати во живот. Исполнете да го постигнем ја, на моја среќа, чувството е стварно големо. Интересен податок е што и двата гола ги постигна со глава. Да, така, моја, како да кажам, моја подобра страна, ми е, ударот, со глава, имам тој тајминг го имам, знаем, кај треба да се поставим, што треба, пред све, искусен сум. И така што, се погоди баш Вардар Неготино, може да се каже решавачки и задниот што одлучуваше нашиот опстанок во втората лига, каде што стварно таа утакмица ни значеше на клубот пред све живот му значеше. Така. Како се одвиваше надпреварот? Некои интересни моменти и каков беше моментот кога се постигна тој решавачки гол? Па добро се, вака, ние пред тоа цела недела, знаевме што не чека, пред све на противникот му одговараше и нерешено, наш цел ни беше победа само, ништо друго, мораше да победиме. А знаеме дека и тренерот Ике знае дека пред све нашата екипа е доста млада, 3/4 сме поискусни играчи, млад, како тој товар може да го понесе, пред све има голем товар, утакмицата, знаеш дека ти одлучува да останеш во втора лига. Така, самиот притисок. Притисокот е голем. Така да ние цела недела бевме релаксирани, влеговме, имавме добра атмосфера пред све, не само пред таа утакмица, буквално цела сезона. Нас единствено што не красеше големо другарство, пред све, покрај сите, проблеми што ги имаше клубот, ние имавме огромно другарство, каде што мислим дека и тоа дојде до резултат, што го спасивме клубот од најлошото, Так. Го спасив. Таа позитивна енергија, таа упорност, оптимизам на крај се исплатеше. Тој што игра, знае какво е чувството, кога знаеш си постигнал гол и знаеш клубот останал во втора лига, тоа треба некој да го почувствува за да знае како е, Така. Каква беше атмосферата подоцна во клубот? Имавте и прослава околу опстанокот? Добро, атмосферата уште почна од Скопје. Уште во комбето кој се враќавме за кај Тетово, и совлекувалната. И совлекувалната, да, и совлекувалната беше, не знам, како да сме освоили Лига шампиони за нас. Исто така му дојде како Лига шампиони. На Тетово му го вративме клубот, таму кај што му е, местото може му е во прва лига, пред све знаеме за каков клуб се работи, Тетекс е пред све голем бренд. Клуб со големи успеси. Така, може и местото не му е кај што е сега, али тие во ваква ситуација, условите, знаеме во каква финансиска ситуација се наоѓа клубот. Пак ни изнајдовме решение што ја го догуравме годината, го оставевме клубот кај што треба, кај што му е местото. Сега натака здравје Боже, пред се ние и ико сакамо највише клубот да биде кај што му е местото.
Ве очекуваат нови предизвици, но најтешкиот дел нели помина, сега со нови сили кон нови победи. Ме интересира, ти си дете на Тетекс, ја започна својата кариера во Тетекс, а подоцна нели менуваше клубови, за на крај пак да се вратиш, ете таму каде што започна. Зошто се врати, која е причината? Типа сега причината, значи сега пред се знаете кој ќе ги направите првите фудбалски чекори во еден клуб, значи а тоа е Тетекс. Значи увек срцето ви чука за Тетекс. Так, таму си првите фудбалски чекори, значи фактички детството ти почнало со Тетекс, значи од малечка, значи па ете до сениори. Па така и таа година, после не знам долго време, успеавме да влезем у прва лига, кој значи после не знам колку години, колку му доаѓа? 20 години. 20 години, повторно пак ја бев дел од значи таа генерација, предводник на таа екипа на Тетекс, да влеземе во прва лига. Па после сменив неколку клубови, значи заминав во на 17 години во Силек 4 години, после во Ренова, Победа, Македонија Ѓорче Петров и така да Гостивар и така да ете сега патиштата пак ме споја, можеби и кариерата да ја завршим во клубот кај што сум ги почнал првите фудбалски чекори, значи тоа е Тетекс, значи мојот омилен клуб што се вика. И во право време се врати во клубот, нели? Беше во најтешките моменти со нив, ете го постигна и тој решавачки гол, значи навистина добар пат изоде, нели, добра кариера, на крај ете ја завршуваш, да речеме, кариерата со добра победа и со добар повод за славење. Па ја мислам дека секој фудбалер би го посакал тоа што мене се ми се случи, значи ете мојот гол значи доаѓа да Тетекс остане во втора лига, така да мислам дека подобро чувство тоа мислам дека нема. Така. И Вица, како сте задоволни општо од оваа сезона што измина? Знаеме колку беше тешко, многу емисии имаше околу тоа, многу апели за помош, одевте по навистина тежок пат, дадовте се од себе за клубот да опстои, таа огромна љубов кон Тетекс, кон тоа што бил Тетекс и треба да биде Тетекс, ете на крај роди со плод. Да. Значи, ме прашувате како сум задоволен. Значи, не сум задоволен, јас сум презадоволен од она што постигнавме, што успеавме да постигнеме заеднички со играчите и со групата ентузијасти што ја почна оваа приказна со Тетекс. Самите добро кажавте дека и вие како телевизиска куќа ги пратевте маките и нашите проблеми на фудбалскиот клуб Тетекс, бевте запознаени со општата состојба во клубот. Знаете и за почетоците дека екипата беше собрана на 2-3 дена пред да почне првенството, а сите добро упатени во спортот знаат колку е тоа тешко. Така, значи, физички немаше доволно време не е подготвена, немаш јасна слика како ќе изгледа составот. Се тоа требаше да се работи во ход, што се вика. Значи, немавме време нити да ја дигнеме физичката спрема на фудбалерите, нити да одиграме пријателски надпревари како сите нормални други екипи што ни беа конкурентни во таа иста втора лига. Така да, со многу потешкоти, со многу енергија, со многу вложен труд, полека почињавме да се консолидираме. Ја спомнавте првата победа извојувана во седмото коло. Тоа беше седмо коло. Пред тоа игравме две нерешени и другите ги загубивме над превари. Затоа што, како што кажав, почетокот ни беше ненормален за спортски услови. И полека се екипиравме, полека станувавме конкурентни со останатите екипи. Заврши полусезоната како што заврши со 11 освоени бодови. Мислам дека тоа беше нашиот максимум во тој период. Дојде зимата, проблемите не застанаа, уште полоша финансиска ситуација во однос на есента. Клубот го напуштија 10 фудбалери, 10 искусни играчи, како ќе ги спомнам Бобан Јанчевски, Галовиќ, Колечевски Ранко, Бети Мифтари, имавме повредени играчи, ни се повреди нашиот најдобар играч до тој момент Ирфан Абази, така да проблемите не застанаа тука.
Значи, малку здивнавме за новогодишните празници, за Божица, после пак влеговме у таа тешка борба, за разлика од есенскиот дел, кај што немавме можност за физичка припрема, за пријателски надпревари, зимата успеавме тоа да го направиме. Значи, имавме месеци нешто за подготовки, имавме 6 до 7 контролни надпревари и имавме, дојдоа како појачувања Даниел Јовановски, поранешен фудбалер исто на Тетекс, Дино Најдовски, син на, сите добро знаат, на прославениот фудбалер Илија Најдовски, и дојде Филип Јовановски од Металург, младински кадетски репрезентативец на Македонија, така да успеавме да се засилиме и полека си доаѓаше, работите доаѓаа на своје место. Зборам фудбалски, а проблемите што не пратеа беа се потешки и потешки. Значи не можевме, буквално не бевме во ситуација, Игор е тука до мене, не можевме да му го платиме патот, затоа што не само Игор, овие деца што имаме деца што доаѓаат од села. Му треба да издвои средства за да дојде, да се врати, да се напие едно кафе у град. Буквално се наоѓавме у тешка ситуација. Многу тешка, меѓутоа на задоволство на сите, вие во нејавата рековте, една радосна вест, се надевам дека успеавме да ги усреќиме сите симпатизери на Тетекс во овој град. Верувам дека ги има многу. Сепак тоа е клуб со долга традиција, со многу победи, со многу историски успеси што навистина треба да се повторат. Дали сте оптимист дека ви следуваат подобри времиња и дека тие успеси од минатото можат да се повторат и во иднина? Ова пред се беше историски успех на клубот во толку тешка ситуација, каде што и финансиите и се беше проблем, нели? Вие сепак покажавте дека кога нешто на вистина се сака, вистински се сака, може да се успе. И самите играчи и раководството, нели, тоа го праве од љубов кон клубот и на крај успеа. Дали сте оптимист дека следуваат подобри времиња? Обстанокот е обезбеден, но што следува понатаму? Значи, како што рековте, се сложувам со вас дека ова е историја. Стварно е успехот историски. Значи, со оглед на проблемите, на функционирањето на клубот, на вистина, ќе се повторам, покрај сите проблеми успеавме да го оставиме Тетекс во живот, како што каже Игор. Му даваме на Тетекс, му даваме на градот уште една прилика. Затоа што сметам дека ова, уште еднаш некој да ми понуди, да рече Ике, ајде да пробам уште еднаш вака на овој начин, значи, подобро не знам што би направил. Значи, не само ја, туку и играчите. Не верувам дека ваква приказна може да се повтори. Се осеќаме толку истрошено, толку изморено, значи не е еден ден, значи не е еден месец, цела година. Значи, врне истура, играчите мора да тренира. Дува ветер, играчите мора да тренира. Снег до колена, зимоска кога ги почнувавме зимските припреми. Се тоа без никаква без финансиска, да кажам, инекција. Така да, хајде да бидем малку сега и пооптимистичен. Ја се надевам дека ова ќе биде еден знак, еден стимул, како што кажав, ако на Тетово му треба Тетекс, еве шансата за консолидација. Време нема многу, меѓутоа треба брзо да се растрчаат одредени структури во клубот, за да што побрзо се најде решение да му се помогне на овој клуб, што сите добро знаеме за неговото реноме, клуб со традиција, клуб со многу навивачи. Ние во Скопје имавме повеќе навијачи Тетекс од самиот домаќин. Каква беше нивната реакција кога се случи голот?
Каква беше еуфоријата во тој момент, Па атмосферата? Игор спомна, значи пред се психолошки надпревар. Психолошки тежок надпревар беше не само со Металург. Наш задните 4-5 кола ни беа секој надпревар своеврстен бараш надпревар. Так. Ако не победимо, испаѓамо. Имавме среќа во последните 4 надпревара да освоиме 10 бода, значи извојовме 3 победи. Бараш почна со Влазрими. Значи моравме да победиме. 4 кола пред крај дома. 0-1 беше почетокот, ни поведува, па со 300 маки, со ангажираност, со голема борба, успеавме да го добиеме тој надпревар. 2:1. Отидовме после со Вардар Неготино. На негов терен, директен конкурент за испаѓање. Нас, ако изгубевме на тој надпревар, и тогаш испаѓавме. Немаше да зависиме до голот немаше да дојдеме у ситуација до голот на Игор што го даде на Металург. Таму исто губевме 1-0. За среќа Томас Тасос постигне исто така еден од најважните голови во првенството и тука успеавме да поминеме. Дојде надпреварот со Тиквеш, исто директен конкурент за испаѓање. Исто 0-1 прво полувреме. Тиквеш ни поведе дома 0-1. На полувреме кој знае Игор. Значи, како играчите беа потиштени. Игравме добро, имавме 3 100% шанси, не постигнавме гол, бевме казнети од контранапад 0-1. На полувреме ги гледам играчиве главете доле. Дечки, викам, дигните се, дигните главете, 45 минута имамо шанса клубот да живи. Иначе готови смо. Морамо да изнајдемо сила, значи све беше тоа поиќе психолошка работа, него да кажем стручна и тактичка. Да им се задржи. Значи само да се дигне мотивот. Значи ја бев во ситуација ќе се навратам на надпревар. На многу тренинзи. Прво 15 минути психолошки да ги гледам дека се потонати. Гледам дека смо изгубили утакмица, доаѓа на тренинг разочарани, нема паре, нема а морамо да тренирамо за да сабота не чека надпревар. Значи ја 10-15 минута ги дигам, им го дигам моралот, за да може да ми успее тренингот, иначе у сабота како ќе парирам. Така и полувремето со Тиквеш, среќа, ги послушаја тие совети, ајде да се рестартирамо, морамо да ја свртиме утакмицата. Дадовме и со Тиквеш 2 гола, заслужено ги победивме, без ничија помош и отидовме на последниот надпревар у Скопје. Исто со директен конкурент. Ги набројав 4 противници, сите директни конкуренти за испаѓање. Исто така, како што каже Игор, не сакав да давам многу значај, затоа што Тетекс има многу млада екипа. Еве ќе спомнам 4 играча што играат во нападот. Емо Азири има 18 години. Овој малиов Шаро Јовановски има исто така 18 години. Шериф Реджепи 17 години. Кико Апостоловски 18-19. Не сакав да им кажем колку е таа утакмица важна за клубот. Не сакав да ги оптеретувам играчите. Мислам дека го постигнавме ефектот. Релаксирано, како да е нормално, така влеговме во надпреварот. Среќа наша што брзо Игор го даде голот 8 минута. Воспоставивме контрола на надпреварот, игравме добро прво полувреме. На полувреме се договоривме исто да играме офанзивно, да дадеме уште еден гол. Меѓутоа, првите 15-20 минути од второ полувреме беше пекол. Значи имавме голема среќа што Металург не ни изедначи, затоа што многу играе офанзивно, многу некако бевме и сите изненадени, бев принуден да менувам, сменив 20 играчи, среќа голманчето Беким Реджепи бранеше добро, спаси 2-3 зицера
пројде кризата, се стабилизира играта. Вториот дел од второто полувреме бевме подобар тим, можевме дури да дадеме и гол 2, имаше Томас Тасос 100% шанса, имаше Маријан Билбиловски капитенот исто така шанса. Меѓутоа заврши и поставивме те прашање како го прославија војводите тоа, навивачите. Значи стварно да пренесеме дел од таа еуфорија за сите што не беа на надпревар. Од Тетово имаше сигурно, значи над 100-150 луѓе. Они беа таму многу помалку. Ние се осеќавме како дома, значи искрено им се заблагодарувам на навивачите што го препознаа моментот, дека ни треба помош, дојдоа, ни помогнеа. Значи, толку еуфорична радост, толку искрена радост. Значи, гледам и на Лига шампиона, значи, дига пехари, што кажа Игор, меѓутоа ова беше толку искрено. Сите таму знаеме зошто се радуваат. Милиони се упрашања, паре, интерес. Овдека љубовта беше пресудна, а тоа нема цена. Значи, Игор добро кажа, тоа треба да се осети. Значи, тоа беше, значи, моменти, мислиш дека леташ, мислиш дека не газиш на... Така се осетија и навивачите наши, значи, и сега користим прилика да им се заблагодарам на нивната помош и ете, заеднички успеавме да се спасиме и да му дадеме, како што кажав, уште една шанса на Тетекс. Кажав дека има некои контакти со одредени структури, вака како што беше до сега не може, значи тоа е јасно. Сега, дали ќе успееме да го консолидираме клубот, дали ќе се изнајде некое подобро решение, тоа може би и не можем јас да зборувам на таа тема, може би ќе треба да дојде некој друг. Имаме шанса, голема шанса, да Тетекс да продолжи да функционира. Сепак се работи тука за перспектива на многу дечиња. Значи, во моментов во нашите школи сигурно имат над 100 деца. Греота е заради тие деца клубот да сгасне. Значи, деца што би можеле да прираснат нели во вистински таленти, во добри фудбалери, доколку би постоело сето тоа. Тетекс докажа и во овие многу тешки времења го докажа својот квалитет. Направивте се што можете да го докажете тоа. Сега е наред нели на другите да се докажат, да го помогнат клубот за да опстои. Вие го дадовте својот максимум, сето тоа го правевте од љубов. Сега, нели, на вистина треба да се организираат работите, да се помогне на клубот, да се врати на нозе вистински, како што обстојувало и пред тоа, пред овие проблеми. Па понатаму да очекуваме и многу поголеми успеси од овој, но верувам дека секогаш ќе се памети овој успех, овој гол, овој надпревар, со оглед на тоа каква беше оваа година. Јас би сакала да ги поздравам и другите играчи во фудбалскиот клуб Тетекс, да им честитам и на нив што ете конечно клубот застана малку на нозе, нели, по сето тоа што се случуваше. Да разговараме малку и околу прославата што се случуваше вчера по повод ете, нели, обстанокот, како сето тоа изгледаше, како се чувствувавте кога сето тоа заврши, по оваа година конечно можете да здивнете. Па добро, и може Игор да каже, мислим, секако дека дојде до едно олеснување кај сите нас, тоа се примети вчера на таа прослава што ја кажавте. Значи, прославата ми помина во рамки на можностите. Значи, скромно, така со спонзори, овој дал пиење, тој дал месо, тој ни даде во ресторанот Принц простор за тоа. Значи, ние не можеме да се пофалиме дека можеме да луксузираме. Значи, и прославата, меѓутоа, и на прославата се осети таа среќа, се осети таа искреност. Значи, не е све во парите. Значи, таа љубов кон клубот. Им се заблагодаривме на децата, на фудбалерчињата, и председникот, и јас како тренер. Имаш и капитенот си зеде 5 минути да се обрати до нас, до управата, до фудбалерите, така да помина онака релаксирачки, се испи малку и, да кажем, нели, некое пивце повеќе, али
се осети тоа леснување кај сите и стварно беше, мислим, одлично да се биде дел од таа атмосфера што беше вчера, Игор нека каже. Игор, какви се коментарите и на другите фудбалери што може би во одредени моменти изгубија вербата дека Тетекс ќе го постигне овој успех, сега после се што велат ти? Па да, значи пред кога почнавме со надпреварите, сите бевме свесни што не чека, знаеме дека по кој пат треба да одиме за да стигнеме до целта. Така да бевме оптимисти, ама имавме некоја резерва, не дај Боже, не лошото да се не лошото, зашто пред се знаеме дека сме доста неискусна екипа, 3/4 искусни, другите фактички што се вика деца се, 16-17 години, од младинци, они уште не го сетили дражот на борбата, на фудбалот, на надпреварот, како кога има значење, лесно е например да играш без притисок, што направим, нели? Ама ова предстои, ние секој надпревар ни бил нас како квалификација, опстанок. Тоа е добро искуство за нив, што така започнуваат со кариерата со притисоци и со тешки моменти, но сепак те научија да се снајдат нели во такви тешки ситуации. Па така, ја мислам дека за нив ова многу ќе им биде од корист, понатака во нивната кариера, многу ќе добија на самодоверба, кој ќе влага на надпревари кој што има големо значење, нема под притисок многу да влага на тој надпревар. Ќе веруваат во себе поради така, ќе бидат малце посмирени, така да има перспектива во нашиот клуб, има перспективни деца, како што кажа Ике сега, све зависи од други фактори во клубот. Така да атмосферата што беше вчера беше стварно одлична, ти кога каже како сме се собрали, али никој не го чувствуваше тоа е што дало ово и што дало, се чувствуваше пред све атмосферата и задоволството што Тетекс останал во втора лига, имаше веселба, малку пивнавме, се развеселивме, Игор добро кажа, таа атмосфера во други клубови можеби има повеќе пари, повеќе средства, организација, све. Меѓутоа, јас сум сигурен и можем да се пофалим со фактот, цела година ниеден инцидент, нити на тренинг, нити на утакмица, толку бевме сложни. Не се осети кај во фудбалскиот клуб Тетекс нема разлика. Кој е албанец, кој е македонец, кој е. Тетекс успеа, фудбалскиот клуб успеа да го, ја и вчера кажам. Не се гледа, пошто живееме во време полно со политички тензии. Така. Не се гледаше кој и ова го зборим за управата. Ентузијастите што сакаја да помена. Кој е СДС, кој е ВМРО. Све тоа беше на страна. Се докажа таа огромна љубов, таква хемија, таква атмосфера. Ја доаѓам на тренинг, слушам музика, трешти, пеа. Што е, викам, ова, село, гори, баба се чешля, му кажем на Стојмир Урошевиќ, сакам да го поздравим и него, голем, ентузијазам и кај него, многу ми помагаше, исто има акумулирано големо фудбалско искуство, го знаат на сите кој е Стојмир Урошевиќ Соле, со неговите совети, мислим, многу полесно ми одеше мене работата, така да не смееме да го испуштиме и него. За групата други ентузијасти, докторот, за Синиша Масерот, секој еден даде допринос за да се склопи тој мозаик. Да не зборим за Мирче, што обавуваше секакви функции во клубот, за Љупче Перински, за Ацко нема зборови. Ацко беше толку поздравен френетично вчера од децата, го препозна она што човекот го даваше за целата оваа година. Он ја почна приказната, он е најголемата заслуга ја има Ацко Каватранс, што Тетекс остана да живи. Да ги поздравиме и ние, такви да им аплаузи честитаме и да им се заблагодариме за овој успех. Секако би ги спомнал и тие фирми што сега не знам да ги редим, меѓутоа сите знаат кој ни помогнал. Голема благодарност до сите што го поддржаа Тетекс у најтешката година од неговото постоење. Од 53-та
Еве сега сме веќе 2017, Тетекс потешка година од ова нема. Дефинитивно. Тоа е нашата сатисфакција, тоа е нашата радост, тоа е нашето исполнување. Успеавме од ништо да останеме на нозе и клубот да продолжи да живее. Тоа е нашата најголема богатство. Ќе се сеќаваме и во иднина на се ова како еден историски успех и се надевам дека нема да се повтори толку тешка година за клубот. Она што сега му треба на Тетекс е стабилен спонзор, па еве апел од мене, апел од верувам сите љубители сите навивачи на Тетекс, да се помогне, да навистина да застане клубот на нозе, не вака како до сега, со никакви средства, со многу мали средства. Па штета ќе биде ако после вакви напори да повторно да бидеме со исти проблеми. Дали веќе има интерес, дали некој пробува да контактира со клубот или се уште веднаш по завршувањето, на првенството и управниот одбор се собравме. Се работи, се тражат решенија, се бара, не се спие. Меѓутоа, колку во тоа ќе се успее, останува да каже времето. Така, сепак не зависи од вас тука. Да. Зависи, од луѓето што и фирмите, предпријатија, кои што ќе одлучат да го финансираат клубот, да застанат позади него како стабилен спонзор. Так. Да се надеваме дека тоа ќе се случи. Игор, за крај, за помладите фудбалери на Тетекс, сепак ти си фудбалер со искуство, што би им препорачал на нив? Верувам дека после ова ќе има уште многу нови деца што ќе сакаат да тренираат фудбал, бидејќи Тетекс докажа дека кога се сака нешто, се може, па верувам дека ќе биде поттик за многу млади деца што ќе сакаат да бидат можеби дел од Тетекс, можеби дел од друг фудбалски клуб, но сепак ќе се заинтересираат за фудбалот, па ти што би им препорачал, што би ги посоветувал нив? Па ништо, увек пред се да верува во себе, да не се откажува од намерата што сака да ја остварат, да бидат упорни, да имаат пред све дисциплина. Ако нема дисциплина, нема ништо. Можеш да бидеш и талент, а ако немаш дисциплина, се тоа се фрла во вода. Џабе, пред све дисциплината, исто така, упорноста да им биде голема и да знаат да го осетат дражот на фудбалот, вакви моменти кои ќе дојдат да ги осетат. Пред све сега ке нас у Тетекс, тие неколку млади играчи го осетија тоа, тоа многу ќе им дај Господ само да направат некоја добра кариера, колку ова ќе им значи во нивната кариера, во животот пред се. Така, кога започнуваш баш со вакви искуства, понатаму можеш да се соочуваш полесно со предизвици. Многу полезен пат ќе има, дефинитивно, после ваква сезона. До некаде било на некој начин и добро за нив сето ова што се случувало, нели? Тоа за нив беше најголемата добивка, они фактички несвесно ја добија. Така. Они се формира и како карактер, и како фудбалери. Добро кажа Игор, не може да биде исто детето што тренира, било кој спорт, поготово фудбал, и тоа што не тренира. Има колку и да е талентирано. Разлика има, разлика голема. Се социализира, се дружи, доаѓа на време, на тренинг, се изморува, легне рано, му треба одмор, нели? Богатство е, спортот е богатство, сите што имаат деца, мојот апел е да ги усмерат во спортот, нема да погрешат. Тие пари, тоа вложување во детето, покрај англиски, нели сега англиски компјутери, ова е најздравата варијанта. Многу е важен и физичкиот развој на самото дете. Овде добијаш, никогаш не можеш да изгубиш од спорт. Така. Со оглед на ситуацијата, нели, во секое лошо и добро, така беше и со Тетекс. Јас уште еднаш ви честитам за сето постигнато. Многу ми е мило што конечно, сето она на кое се надевавме сите, посебно вие, на крај се оствари. Сега се надеваме, нели, дека сето тоа ќе продолжи уште подобро. Се надевам дека уште многу емисии ќе имаме каде што ќе се разговара за уште подобри времиња, за уште поголеми успеси, а до тогаш да се надеваме дека ќе се решат и овие проблеми кои се уште Тетекс ги има. Ви благодариме, и вас како водител, како водителка и на вашата телевизиска куќа
Јас редовно ги прате вашите емисии, значи од првиот ден до последниот бевте со нас, значи во мое лично име, во името на фудбалскиот клуб Тетекс. Ви се заблагодарувам јавно и ви посакувам се најдобро и на вас како водителка и како вас како телевизиска куќа. Ви благодарам на убавите зборови. Наша цел е да ги промовираме, нели, вредностите на Тетово, а Тетекс е едно богатство на Тетово, тоа сите можат да го потврдат и не сакавме тоа да скасне, го дадовме нашиот, нели, придонес да не скасне клубот. И на крај сето тоа се оствари. Почитувани гледачи, тоа беше денешниот разговор, навистина убав разговор на убава тема, одлична вест, слушнавме Тетекс останува во втората лига. А јас тука се одјавувам, продолжуваме со одлична музика се до 13 часот. Ви благодарам што не следевте, останете и натаму со нашата програма и имајте пријатен ден.